Сега, како што кажав, е време за гости. Со нас не за прв пат, а верувам и не за последен пат е нашата драга Дора, магистар Дора Узуновски, психолог и психотерапевт, која што ќе не подсети многу повеќе. Добро утро, Слободанче, добро утро, Дора. Добро утро. Драго ми е што ваквите ми отвараме често пати. Немам време е флоскула која сите знаеме да си ја имаме во малиот джеб, во средниот джеб, во ташна и насекаде и за се нешто да најдеме изговор дека немам време. Колку скапо може да не чини ова немањето време? Многу. Да, верувам. Суза, јас понеделнички ве уште еднаш поздрав до тебе, поздрав до нашите гледачи и ќе им побарам со оглед на тоа дека беше прочка, да ми простат ако нешто сум сгрешила. Но секако дека не било намерно. Сакам да кажам за Сузе. Кога вели дека немам време, за неа јас тоа не го забележувам, затоа што е на работното место во утринските часови и посветена на уметноста, посветена на внучето, посветена на хорот Фрида и така натаму, сепак се наоѓа време. Се наоѓа време. Знаеш како во првото полувреме од животот некако ги одлагаш работите и велиш немам време, ама подоцна сваќаш дека времето е многу скапоцено и мораш Така. Најскапата валута, највредната валута е времето, факторот време и затоа мораме да го најдеме времето. Така. Дора, еве, добро утро и од мене и добре не дојде и драго ми е што понеделнички токму ке разговараме на оваа тема, можеби нешто малку друго сите што не засега во ова да кажам динамично време во кое што живееме или ние си го измисливме? Па секако дека и ни се наметна, меѓутоа и ние си допридонесовме да си го искреираме немањето време. Така, во да. динамичното време. Меѓутоа, ќе најавиме, веднаш би сакала и на самиот почеток, ќе имаме работилница токму на оваа тема, нешто повеќе ќе ни појасниш. Да, немам време е фразата која го убива, велата, задоволството од живеењето на човекот. Како дојдовме до таа идеја да зборуваме токму за ова? Сега немам време, се нешто ќе произлезе некоја причина и да се правдаме зашто го немаме времето и така натаму. Ајде да слушнеме нешто повеќе од каде идејата за сето тоа. Така, значи јас многу повеќе би рекла дека организирањето на времето и знаењето како тоа да се направи е пак одредена писменост. Значи, многу луѓе не дека немаат време, туку не знаат како да го искреираат времето. Например, исто како што постои писменост од секој друг вид финансиска писменост, писменост како знаеме да читаме, писменост за тоа како нели еве ние терапевтите да ги читаме луѓето кои што доаѓаат кај нас на еден начин и така натаму, постои писменост во креирање на времето. Многу е битно да човек знае кои му се фиксните часови без кои што нели не може да бидат поинаку во кои што не може поинакви други активности да има освен во тие. Например, твоите фиксни часови се кога доаѓаш тука на работа и знаеш дека тоа е нешто непроменливо. Тоа е тоа, во тие часови ти мора да си тука. Така е. А потоа имаме други часови кои ни се флексибилни. Да видиме кои се тие часови кои се флексибилни во кои што можеме нешто нели да одложиме, можеме нешто некој приоритет да ставиме нели тоа што ни е важно и така натаму. И имаме трети тип на часови кои што се важни, меѓутоа трпат одредено одложување повторно за сметка ако нешто нели не е битно. И во овие часови многу е важно човек да има увид. Пред се во тие флексибилни сати во текот на денот во кои што може нешто да направи. Бидејќи успешните луѓе и така знаат да направат многу добар тајм менеджмент. Не дека и кај нив 24 сати е денот, меѓутоа знаат како да го искреираат времето. Оваа работилница јас не организирам прв пат. Ја организирам веќе втор пат и се одвива во 2 дена. За тоа што, значи, првиот ден имаме 2 часа, ќе биде на Zoom платформата, а потоа, после една недела имаме уште 2 часа да направиме анализа на учесниците, нели да го кажат нивниот фидбек и придобивките од техниките кои што ќе ги применат во текот на таа недела дена, да видат нели како успеале во тоа или можеби не успеале, можеби им треба некоја додатна мотивација и така натаму. За организирањето на времето обично кога се зборува за тоа, најмногу се мисли на тие повеќе фокусирано во организациите, во тој бизнис делот. Обично таму се зборува доста за тајм менеджмент, меѓутоа кога јас на мојата работилница зборувам за тајм менеджмент, баш мислам на личното време. Личното време, значи на она време за себе, на она време на кој што човекот на
на некој му е битно да види како тоа би организирал и што би сакал да стави во своето време. Да, како што кажавме, покрај сите овие обврски кои што ги имаме, да си го најдеме времето, па да се изразам за задоволството кое што треба да си го почувствуваме и благодета на нашиот ум, тело, дух и така натаму, затоа што навистина е потребно. Покрај сите работни обврски, без разлика, можеби ќе се согласиш за часовите кои што сме на работното место, затоа што секоја работа си има своја тежина. Меѓутоа, да, не знам зошто, еве во последно време, можам и јас исто да се ставам во таа категорија на луѓе, дали си создаваме самите на нас некоја си конфузија дека немаме време или пак сакаме да го немаме понекогаш времето, затоа што еве конкретно ќе земам пример за вежбањето. Некако тоа го одложуваме повеќе, е потребна физичка активност, па ќе си кажеме немам време, можеби од некоја друга причина, меѓутоа навистина треба време или за најблиските пријатели, за најблиското семејство и така натаму. Зошто во последно време и во ова време во кое што живееме го користиме немам време? Дали знаеме кој е одговорот? Најчесто одговорот има две варијанти. Едното е или имам многу време, па постојано сум на ум дека имам време, ова постојано можам подоцна да го направам и никако нели нема да го направам, па после се гледа дека часовите веќе поминале и сега веќе откако ќе поминат часовите, доаѓаме до моментот сега веќе немам време. Ама кога имав, нели сепак не го направив. Или едноставно сега ова е еден друг момент на вистинско немање време од пренатрупаност во разноразни активности, меѓутоа таа пренатрупаност најчесто е резултат повторно на незнаење како поинаку или личноста не гледа некоја друга перспектива на тоа како може да го организира времето, да побара помош од некого. Денеска луѓето некако имаат некоја навика да постојано се прават сами. Нели морам сам ова да го организирам, морам сам ова да го направам и некако се изгуби тој момент да побарам помош од некого, да ми помогне во нешто за сметка нели на тоа да се ослободам малку и да го направам тоа што јас сакам. Меѓутоа пак морам да кажам дека работилницата не е насочена само нели на организирање на ова слободно време. За тие некои слободни активности, некои хедонистички сфери, туку многу повеќе исто така и за организирање на правилно работно време на обврските што ги имаме и на работните обврски. Да не ги одложуваме и така натаму. Поентата значи да се дојде до еден баланс измеѓу слободното време, зашто ми е битно што ќе ставам во тоа слободно време и нели правилно организирање на работните обврски. Така, кога велиме работните обврски или пак како беше она што секогаш ни звони во ушите, тоа што можеш денеска да го завршиш, не го одложувај и не го оставај за утре. Може и ќе дојдеме и еве конкретно и до таа реченица да ја користиме, меѓутоа работните обврски си го прават своето. Секој без разлика на кое работно место и да сме, секогаш еве можеме да забележиме ако ни е потребна некаква услуга и било што, гледаме дека сите се некако раздвижени, растрчани и не се понекогаш можеби на своето работно место кога треба да бидат. Дали ова може да допреве, да кажеме, ако ништо друго, до одреден процент на некои луѓе кои што ќе се замислат и ќе си дојдат до заклучок дека навистина треба да се најдеме време, поготово и на работното време, меѓутоа и општо да земеме во пракса да не го користиме повеќе, да не ја користиме фразата немам време. Така, па добро, во однос на ова можам да дадам фидбек на тоа што се случи на претходната работилница, бидејќи имаше таму доста учесници и кај голем дел од нив имаше ефект. И денеска знам еден од учесниците знае да ми каже: "Дора, после таа работилница јас успеав да наоѓам по 2-3 плюс сати слободни во текот на денот." И како успеавте? Така со тој начин што се учиме да ги креираме флексибилните сати. Значи, сепак времето за да го организираме една тајна на организираното време е запишувањето на активностите. Многу луѓе не ги запишуваат своите активности, например и лошо се распоредени во текот на неделата. Многу е битно да научиме прво да ги запишуваме сите приоритетни активности кои ги имаме и да видиме како и во кој час можеме да ги ставиме. Се разбира, некогаш во одреден момент ние не можеме да знаеме дали таа одредена активност ќе ја завршам за 1 сат или можеби за сат и пол или за 2. Меѓутоа и тоа е поентата, нели, ако веќе варира тоа од сат до 2, да знам
која е флексибилноста во тој саат и да видам што потоа. И да знам што потоа би правил. И така, значи, ние многу е битно да имаме распоред на обврските. И запишан распоред на обврските за мене тајната на успешен тајм менеджмент. Например, јас тоа го правам кај себе. И кога знам дека тоа го правам кај себе, многу луѓе ме прашале: "А Дора, како успеваш се?" Значи, не знам, ете и книгата да ја напишеш и да одиш на работа, да си на докторски и сето тоа. Викам заради тоа што правилно ми е организирано времето. Меѓутоа, многу е битно да знаеме да побараме и помош од блиските за сите тие работи, да знаеме како да се организираме со нив. Сега, за работилницата, за сите оние кои што во моментов не слушаат и се заинтересирани како да го најдат времето и како да го распределат, да кажам, во текот на денот, а и општо во својот живот, што треба да сторат за да дојдат до тебе и да се информираат повеќе токму на оваа тема што ја имаме денеска? Така, па значи има објавено настан на Facebook, има објавено и настан на Instagram. Сите кои што би сакале може едноставно само да кликнат на Центар за ментално здравје Дора на страната и таму да го видат ивентот, инаку ќе биде на 28 март од 18 часот и 30 и сите кои што би сакале се добро дојдени. За да се организираат. Ајде сега малку ќе позборуваме и би сакал овие последните минути да ги искористам на што најмногу работиме како психолог во последно време. Што е она со што ние се соочуваме како еден најголем проблем кој што си го имаме во психиката како македонци, или пак општо една слика или статистика, да кажам, од ваша страна како психолог, што е она што најмногу не мачи? Па добро, искрено мислам дека не постои некоја разлика меѓу тоа ние што се соочуваме со македонци и таму некои други држави или народи. Не постои. Значи мислам дека не постои, сепак мислам дека темите се скоро исти за современиот човек, бидејќи сите живееме во едно такво западно глобално општество што горе-доле можеби наметнато е конзумеристичко и сите го живееме истото. Па би рекла пак дека темите на луѓето се отприлика веќе познати. Најпознатата ни е најчестата, имаме анксиозност, имаме депресија, имаме панични напади, партнерски проблеми во партнерските релации, понатаму имаме семејни проблеми. Сега се почесто значи имаме проблеми кои што се манифестираат и кај децата. Значи имаме децата денеска имаат посебен проблем со социјализацијата. Што поради екраните, што поради тоа што дружбата не е значи како порано, повеќе се изолирани дома и се насочени на многу активности. Например, одат во училиште и после тоа одат на јазици, одат на инструменти, одат на спортови и така натаму, меѓутоа нели го нема нивното слободно време за дружба. Да, и да значи некако тој момент за дечињата што не постои, пак еве го времето. Нели пак еве го времето за кое што разговараме. Еве тоа нека биде и една порака и до родителите, затоа што да, многу дечиња, сега не сите не можеме да ги ставиме во ист кош, меѓутоа повеќето еве кои што познавам и јас, сигурно дека исто познаваш и ти, и Сузе, има родители кои што навистина на дечињата им наметнуваат многу обврски, носејќи ги на повеќе курсови кои што и еден различен од другиот или пак немаат некоја допирна точка едно со друго. Што значи тоа за едно дете кое еве да кажеме од 7-8 годишна возраст треба да ги посетува сите тие курсеви покрај училиштето? Така е, значи тука прво е прашање дали детето сака, дали тоа е желба на детето. Меѓутоа на 7-8 годишно дете, нели желбите се се уште од прилика многу недефинирани. 7-8 годишно дете не може точно да знае што сака. Обично се тие сите курсеви наметнати од самите родители, верувајќи дека на тој начин го стимулираат развојот на детето, дека го стимулираат емоционалниот, интелектуалниот развој на детето. Меѓутоа, вистината е дека стимулирањето на емоционалниот развој е најмалку во тоа. Може би имаме стимулација на интелектуалниот развој, меѓутоа денеска и тоа стварно се добива еден таков печаток дека децата имаат развој на интелигенцијата многу повеќе од тоа што ние сме имале некогаш, меѓутоа во однос на емпатијата, во однос на способноста на помагање на другите, тоа веќе за жал се помалку постои, а од друга страна па постојано се зборува за тоа. Меѓутоа денеска децата за разлика од порано се многу позатворени, посесебични,
се едноставно фокусирани на своите лични потреби и така натаму и добиваме едно дете или во иднина како ќе стане возрастна личност, кој што да ќе биде со многу, можеби интелектуални перспективи сето тоа, меѓутоа ќе нема емоционалната интелигенција. Ќе го нема на најважното сепак во животот кое што А тоа пак се учи од спонтаната интеракција со други деца и од спонтаната интеракција со луѓето. Со луѓето. А ние возрастните со кои проблеми покрај анксиозноста ја споменавме, меѓутоа мислам дека и дечињата во последно време се соочуваат токму со анксиозноста и што зошто е многу често. Каде е проблемот, каде да го бараме? Еве и за оние панични напади кои што се чувствуваат и така натаму, затоа што многу често се зборува токму и за анксиозноста во последно време. Значи анксиозноста е секогаш симптом. Таа е секогаш симптом, тоа никогаш не е причина за проблемот. Анксиозноста е секогаш последица на одреден проблем кој што работи во несвесното на психата на личноста. Тоа може да биде резултат на пример на ситуација на долг стрес со која што личноста не се справила, може да биде резултат на некоја травматска ситуација, може да биде резултат на неправилното живење, може да биде резултат на некои несвесно потиснати емоции, најчесто негативни, на лутина или на тага, кои што не се изразени. И така натаму, че кога станува збор за анксиозност, има широка лепеза на тоа што може она да биде, како да се појави како резултат, и секогаш во терапијата прво мораме да истражиме. Да го истражиме причините мораме да ги истражиме, некогаш тоа може да потрае многу сесии, зависи, некогаш трае многу помалку сесии. Меѓутоа не е доволно, нели само да се истражи причината и коренот на тоа, туку мораме да внесеме, нели сега нови, треба да аплицираме нови однесувања кај личноста, како она би стекнала нели нови чувства во самата себе за да може да се искорени анксиозност. Меѓутоа еве уште еднаш за крај ќе потсетиме за она за што и ова утро нели зборувавме, за тоа дека немам време е фраза која што го убива задоволството и живењето. Добро, и немам време исто така носи до анксиозност. Да, до анксиозноста, да верувам дека е така. Уште еднаш еве ќе потсетиме за работилницата, за сите оние кои што се заинтересирани да си го најдат правилно како да го искористат времето. Дора Поповски Узиновски на Facebook страната, каде што сето она што за што ние зборувавме исто е објаснето и токму на Facebook страната. Благодарам, доколку имаме уште нешто плюс да кажеме, слободно. Дора, јасните прашав, а е важно да слушнат гледачите понеделнички како психолог. Па добро, аз пак би додала можеби нешто кратко околу работилницата и ефективноста, нели на сето тоа и што ние добиваме со правилно организирање на времето, а тоа е сигурно дека добиваме многу зголемен фокус и концентрација. Значи, кога знаеме како правилно да организираме времето, кога не му дозволуваме на умот многу дневни мечтаења, ние сме многу пофокусирани на реалните случувања околу нас. Една од причините зашто луѓето го губат многу често времето е баш тоа. Дневните мечтаења за тоа што би можеле да направат, како би можело тоа да го направат, меѓутоа не го прават. Значи, повторно не го аплицираат тој момент во контактот со реалноста. И потоа, значи, исто така е многу тука битно да се извежба тој, како што реков, фокус, концентрација, структурираност на секојдневните задачи, активности, многу да не му дозволуваме на умот да она шета на лево, на десно, има овертинкингот. Да, овертинкингот, например, е исто така голема причина зашто луѓето не можат да го организираат времето. Има па многу луѓе кои што имаат многу време, меѓутоа го губат времето едноставно во неправење ништо. Се чувствуваат блокирани да превземат некаква иницијатива, да не знам, имаат некој страф од сето тоа и така натаму. Да го направат првиот чекор за било што и да е. Многу благодарам и се гледаме повторно на некоја се разбира друга тема, затоа што кога сме кај психолошките, да кажам, моменти, имаме многу теми за кои што можеме да зборуваме. Но сепак благодарам понеделнички што успеавме и ваква нешто да. Одлично беше ова подсетување понеделнички да изнајдеме време, бидејќи позади секој немам време стои немам желба, но одличен почеток беше ова за да развиеме многу повеќе вакви слични теми.